Сијасток. Денеска ќе правиме торта џандуја, една италијанска торта полн со лешници и чоколадо. Ова е совршен избор кога сакате нешто брзо и уникатно. Пред да почнеме, ќе пуштиме фурната на 180 степени. Ајде да почнеме. Ќе ни треба 200 грама лешници, овие се печени. За да иде побрзо, ги блендираме. Мислам дека ова вака е доволно, не треба да биде скроз како брашно. Подобро да има малце покрупни парчиња, затоа што ќе дава текстура. Во меѓувреме ќе пуштам водата да се зоврее и тука ќе стопиме чоколадото со путерот заедно. Путерче, 200 грама и 200 грама чоколада. Овие неколку лешници, околу 50 грама, оставив на страна, затоа што на крај ќе користиме како декорација. Во меѓувреме ги одвоиме јајцата, 6 јајца и не треба посебно белката од жолчката. Колку што може пробаме да жолчката да не влегува во белката. Мешај, да не се изгори чоколадцето. На најмала температура, споро ова ќе се стопи. Белките ќе ги правиме на крај. Сега жолчките мешаме со шекер. Јас користам кафеав шекер затоа што мислам дека малце дава другаче вкус и со миксер е најлесно. Заедно со двете раце. Готово. Чоколадото сега ќе извадам од тука и малце чекаме да се олади. Нема подобро од темно чоколадо. Ставаме лешникот во смесата. Малце измешаме. И сега додаваме чоколадото со путерот. Ако Марк сега беше дома, знаете што ќе се случуваше. Он прв за тенџере да исчисти. Сега мешај. Добро. Ова оставиме вака, како што е. И сега направиме шлаг од белките. Важно дека овие делови на миксер да бидат исчистени убаво. Кога е готово, од кај се знае дека е готово, можеш вака да правиш и нема да се лизга. Значи, сега ќе ставам амарето. Ова е ликар од бадеми и ми има мириса на марципан. Ако немате амарето дома, не е проблем, можете и да користите сок од портокал. Има пробано со портокал, но мислам дека со амарето уште поубаво. Сега, чекор по чекор ќе додаваме белката и бавно ќе мешаме, за да не направиме крш. Кога имав околу 10 години стално во кујна, секоја недела со татко ми правевме нешто благо. Многу сакав да правам колачиња и нормално да јадам. Ама стварно ми е кејф да правам торти, колачиња, благи работи, многу обожавам. Со шлаг од белка треба да бидете внимателни, вака бавно. Готово, не треба повеќе да мешаме. Калапот ја спремив, доле ставив хартија за печење. Јас овие ги обожавам од фино, затоа што веќе се исечени и не треба да се мачиме. Овие се најлесни. Има 16 парчиња во една кутија и многу се практични. Стварно најголем помош ми е фино во кујната. Отворам калапот, само долниот дел. Страната можам да исечам убава. И од страните само со зејтин намачкав. Може во фурна. Ја ставивме тортата во орерна, сега 35-40 минути и ќе биде готово. Ако ви се допадне ова видео, стиснете лайк и сабскрајб, многу ме значи. Нашата преубава торта џандуја е спремна. Сега ќе извадиме од формата. Гледајте ова колку лесно се вади, топ. И ќе направиме една убава декорација. Јас сакам да ставам само на овој дел, од надворешниот дел, малце чоколаден крем или не знам, пишуваше на шиша дека е какао крем. Ова ќе ни држи лешниците да не се тркалат, не дека не е доволно чоколаден, ама никогаш не е доволно чоколаден, нели? Тие лешници што ги чувавме на почеток, вака малце
Ке ги исецкам, ама сакам да има и поголеми парчиња и помали, на пола, така убаво да изгледа. И сега тука ги ставиме на поголемите тука. Може малце шекер во прав. Ајде да видиме како изгледа од внатре. Многу е свежа. Кога седи малце време, тогаш полесно да се сече и да се извади. Но не можеме да чекаме. Мора да видиме како ни испадна. Охохохохо. Значи, мислам дека ова се вика перфекција. Не знам, морате да пробате. Ова е одлично.